Општина Центар не се откажува од мораториумот за градба. Разочарани сме од одлуката на Уставниот суд. За нас мораториумот и натаму е на сила и ќе ги искористиме сите правни можности со цел да се донесе нов и подобар урбанистички план во корист на граѓаните, вели градоначалникот на општината Саша Богдановиќ по вчерашната одлука на Уставен за укинување на привремената забрана за градба. Богдановиќ исто така апелираше до судот во рок од 30 дена да ја преиспита својата одлука, а на коморите им порача дека треба да ги повлечат своите иницијативи. Нас единствен простор за да не се спроведе до крајот беше временото запирање на извршување на деталните урбанистички планови додека не се донесат нови планови. Сега со оваа одлука, која што се уште официјално не сме ја добиле, ни се ускратува тоа право. Тоа значи дека ние продолжуваме со носење и работење на нови планови кои што сметаме дека ќе бидат поквалитетни, но се остава простор додека се донесат тие планови да се започнат нови постапки за кои што успешно сме ги спречувале изминативе година и неколку месеци. Градежните комори веќе подолг период посочуваа дека мораториумот во општината предизвикува огромни последици врз градежниот бизнис. Уставниот суд ваквата одлука ја донесе по иницијатива на Стопанската комора на Северозападна Македонија и на Градежната комора. Подпредседателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија Менди Кира вели нашиот правен систем не познава категорија мораториум, а ваквата одлука на судот им дава до знаење на сите институции дека пред да донесат било каква одлука треба да се анализира и мисли да не се оштети ниту една страна. Ние како комора, значи не сме против донесување на детални урбанистички планови. И сите тие детални урбанистички планови бараме да се донесе со сите параметри кои ги предвидува законот. Меѓутоа мора да се почитува законот за да не се оштетат градежните фирми. Одлуката на Уставен ги крена на нозе и невладините организации. Од иницијативата одва велат дека Уставниот суд во најмала рака се однесува неконзистентно. Ако Уставен суд нема донесена одлука, а носи времена мерка да се прекине мораториум со кој ќе се нанесе трајна штета, а еве да претпоставиме дека на крај ќе донесе одлука дека сепак мораториумот е уставен. И што се направило? Ќе се издадат градежни дозволи, ќе се изградат големи објекти. Каква е оправданоста на таа времена мерка тогаш? Реакција пристигна и од дом. Од Зелената партија вела дека станува збор за скандалозна одлука која става крај за надежта на граѓаните дека е можно квалитетно и хумано урбано живење. Сега мораториумот за градба во општина Центар е времено укинат, се додека Уставниот суд не донесе одлука дали тој е законски донесен и во согласност со Уставот.